Одбележувањето и чествувањето на големите датуми, оддавањето на должниот пиетет кон сите наши претходници кои ги втемелија своите животи во државноста и слободата на нашата татковина е наша должност кон минатото и наш влог кон незаборавот на идните генерации војници и старешини, рече во обраќањето по повод денот на Здружената оперативна команда командантот на ЗОК генерал подполковник Зоран Милевски. Одбележувањето кое се одржа во касарната Боро Менков Куманово започна со интонирање на државната химна и химната на армијата на Република Македонија. Честната единица, да поздравя ваша чест, рапортира поручник Златко Павлов. Во присуство на председателот на државата Ѓорѓе Иванов, државниот секретар во Министерството за одбрана Драган Николиќ, генерали, команданти, воени аташеја и представници од јавниот и приватен сектор, беше прославен 17 октомври. Свеченост, прилика за потсетување на овој ден во далечната 1878 година, кога во селото Влахи, близу Кресна, била формирана здружена команда штаб на македонското востание. Денешниот ден е еден од оние кога со особена гордост се сеќаваме на сите од ЗОК кои загинале во изминатите 25 години и се вградиле во изградбата на армијата, рече Милевски. Денес со особена гордост сакаме да ги споделиме сите наши успеси и постигнати резултати во изминатата календарска година во процесот на обуката и јакнењето на борбената готовност на Здружена оперативната команда во целина. И ова година беше година на споделување на доброто и лошото со нашите граѓани, затоа што ние како припадници на армијата се нераскинлив дел од нив. Здружена оперативната команда и во ова година беше и се уште е на браникот на татковината, асистирајќи на полицијата во чувањето на јужната и северната граница. Во екот на пожарите бевме заедно со граѓаните во справувањето со нив. Им помагавме во санирање на последиците. Градевме мостови, делевме хуманитарна помош. Моментот на среќа на нашиот народ беа моменти и на наша среќа. Според Милевски и на ова чествување македонското знаме продолжи гордо да се вее во Авганистан, Босна и Херцеговина и Либан, каде македонските војници се на исто рамниште со партнерите и сојузниците во зачувување и изградба на светскиот мир. Председателот Иванов порача дека во изминатите 25 години Здружената оперативна команда има дадено значаен придонес во развојот на армијата на Република Македонија, продолжувајќи го континуитетот на поранешната команда на копнена војска, која со започнувањето на темелните реформи во АРМ и приближувањето кон НАТО се преконструира во ЗОК. Како врховен командант можам да констатирам дека Здружената оперативна команда чекори смело кон исполнувањето на сите мисии и задачи, оставајќи силен белег во достигнувањето на високите стандарди на армијата. Со ефикасноста во командувањето и контролата со подчинетите единици, како и планирањето и реализацијата на модерна обука со персоналот, Здружената оперативна команда се наметна како еден од главните столбови на кои се подпира Генералштабот на армијата на Република Македонија. Како и досега, очекувам припадниците на Здружената оперативна команда со нивните успеси да ја трасираат иднината на штабното работење во армијата на Република Македонија. Иванов посочи дека сонот на Димитар Поп Георгиев Беровски, дедо Илјо Малишевски и во станиците за слободна Македонија е исполнет. А како што рече, наша постојана обврска е да продолжиме по патот на успехот. На свеченоста беа прочитани и наредби за унапредување и наредби за стимулативни мерки за покажани висока стручна подготвеност, врховни карактеристики и совесност во секојдневните вонедни активности и придонес во јакнењето на одбраната на Република Македонија.